Добро вечер, почитувани гледачи. Нека ни е за многу години денешниот голем празник Илинден. Да погледнеме кои културни случувања ги издвоивме за вас за ова издание на Вестите од културата. Играорците од ансамблот Студио Фолклор го освоија првото место на престижниот интернационален фолклорен фестивал Тирана, каде што настапија заедно со фолклорни ансамбли од 9 држави од Европа, Азија и Африка. Со извонредни настапи, богата кореографија и автентична изведба на македонски народни песни и ора. Членовите на ансамблот достојно ја представија Македонија, оставајќи силен впечаток кај публиката и кај стручното жири. Ансамбл Студио Фолклор од Скопје ја донесе победата за Македонија, освојувајќи го првото место на престижниот интернационален фолклорен фестивал Тирана, каде што настапија фолклорни ансамбли од 9 држави од Европа, Азија и Африка. Со извонредни настапи, богата кореографија и автентична изведба на македонските народни песни и ора. Членовите на ансамблот достојно ја представија нашата земја, оставајќи силен впечаток кај публиката и стручното жири. И во една многу тешка конкуренција, значи морам да признам дека сите 6 ансамбли беа преквалитетни. Ние навистина премногу се спремавме за овој фестивал. Моите младенци, моите деца го дадоа навистина својот максимум. Се представивме со две изворедни тешки кореографии. Тоа се значи легендарната Драчевка и преубавата Кумановка, каде што ги освоивме симпатиите како на албанската, тиранската публика, така и на меѓународното жири, која беше во состав од 6 луѓе од целиот свет. Кореја, Романија, Панама, Приштина, Црна Гора и домакинот Албанија. Значи во многу тешка конкуренција беше неизвестно до последен момент. Беше дилемата кој ќе го добие првото место. Значи гласовите од жирито беа поделени 3-3. Нерешено. Меѓутоа кога тие ги анализира работите кој како се представил помеѓу нас и Бугарија, на вистина феноменален ансамбл, честа ја добивме ние да победиме и да го убедливо да го освоиме првото место, ми тоа кажам со голем напор и невидена енергија на моите играчи. Покусата летна пауза, играорците на 9 август се враќаат во студио со подготовка на нови проекти и подготовка за предстојниот меѓународен фестивал во Бразил, единствен од таков вид, кој ги обединува најдобрите фолклорни друштва и професионални ансамбли од целиот свет. Од 9 август стартуваме секојдневни проби, спремања за повторно едно би го рекол светско првенство во Бразил, каде што не чека еден би рекол пеколен надпревар, бидејќи оваа година се поканите најдобрите ансамбли од целиот свет, меѓу кои и 3 или 4 професионални ансамбли од своите земји. Победата на интернационалниот фолклорен фестивал Тирана и очеството на престижни фолклорни манифестации низ целиот свет представува уште еден доказ дека македонскиот фолклор продолжува да живее, да инспирира и да освојува признанија на меѓународните фолклорни сцени, промовирајќи ги богатата традиција, култура и национален идентитет. Пејзажни знаци 26 е насловена изложбата инсталација од Атанас Атанасовски, поставена во ликовната галерија на Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп. Со овој проект тој се надоврзува на претходните изложби во кој основен материјал е дрвенеста вегетација. Тој користи трновити растенија кои по бербата ја задржуваат цврстата структура. Целта е да се прикаже естетиката на хармонизирање на соживот помеѓу природата и човекот. Изложбата ја посети нашата дописничка од Прилеп Каролина Дурло. Необична изложба на дела во која доминираат инсталации од трновити растенија кои по бербата како сува материја ја зачувуваат цврстата структура, поставена е во ликовната галерија на Националната установа Центар за култура Марко Цепенков во Прилеп.
Според авторот на оваа инспиративна изложба, која не враќа кон корените на природата со користењето на овој локален материјал, има за цел да ја бара естетиката на хармонизирање на соживотот помеѓу природата и човекот. Изложбата на уметникот Атанас Атанасовски носи наслов Пейзажни знаци 26 и нуди можност за поблизок пристап кон уметничкото изразување, кое поради растечките еколошки проблеми станува се порелевантно и социјалното ангажирање. Како инспиративен момент за мене е пейзажниот знак, кој претходно бил својствен мотив за мојот творечки сензибилитет. Ликовните фасцинации на вегетацијата карактеристична за нашето поднебје во овој проект нема само декоративна функција, туку ќе представува конститутивен елемент за мојата ликовна интерпретација. Живееме со технологија која ни нуди информации на дневна основа за уметноста и уметниците во целиот свет, но како поминува времето, а со тоа и побогатото искуство, мојата анализа и инспирација е насочена кон моето блиско обкружување, култура и традиција, вели уметникот Атанас Атанасовски. Овде ликовната изведба се фокусира на природните материјали како податни ресурси при обликувањето на структуралните површини со точно одредените визури. Токму затоа овој опус представува и своевиден уметнички раритет, а тоа пак оваа изложба ја прави интересна за влюбениците во природното уметничко изразување, предизвикувајќи сериозен интерес кај посетителите. И во продолжение за уште една изложба. 30 на портрети, пейзажи, истакнати историски личности се дел од изложбата насловена од канон до индивидуален израз. Зографството и профаното сликарство во Македонија 19 и 20 век. Изложба на Националната галерија со дела на истакнати автори како Дичо Зограф, Димитар Андонов Папрадишки, Ѓорги Зографски, но и непознати зографи, чие творештво ја отсликува поставената промена на уметничките принципи, тематиката и визуелниот јазик во македонската средина. Изложбата е поставена во Националната галерија Чифте Амам и ќе биде отворена до 31 август. Тоа се икони ново откриени од Дичо Зограф, Никола Михајлов како и непознати автори кои што потекнуваат од легатот на Лазар Личиновски, кој што за прв пат го изложуваме и во кој што активно сега споредуваме стручни анализи и за кој се надам дека година ќе се реставрира. Понатаму имаме дела од последните македонски зографи, така наречени, Димитар Андонов Папрадишки, Ѓорги Јаков Зографски, дела од Коста Шкодрану, еден по-непознат македонски уметник, кој што имам информации дека се школал во Рима, во Фиренца во 80-тите години на 19 век, кој што исто така бил зограф, односно насликал икони во црквата Свети Константин Јелена во Битола. Како последен автор во кој што се вклучува е Михајло Шојлев, кој што хронолошки се поврзува со оваа генерација, односно последната генерација на зографи, први профани сликари во Македонија, но он целосно го напушта вековниот, да кажеме, вековните традиции на македонската на православната иконографија. Тоа што е многу интересно во оваа изложба е да напоменам дека ова се дела од колекцијата на Националната галерија на Македонија, со надеж дека изложбата ќе предизвика поголем интерес, понатаму се вклучат и другите институции за да се содржи еден поголем опус на дела од наведените автори. Тоа што е интересно за нас е што Ѓорги Јаков Зографски во црквата Свети Ѓорги во Сурдулица, според анализите и според претходните истражувачи, во 1899 година се потпишал како македонец. Што јасно за својата самоидентификација и во тој период кога имаме многу напади кон македонскиот идентитет. Другиот момент интересен, што на самата изложба може да се видат слики. Димитар Андонов Папрадишки на крајот на 19 век бил во личен контакт со Гоце Делчев и најверојатно станал член на дел од Македонската револуционарна организација. По 1943 насликал 2 слики со негови портрети. Тука ги завршуваме вестите од културата. Останете со програмата на Алфа. Од мене, пријатно.